Јаните, ако им се изгуби пратката, да речеме, и пратка во вредност од 1000 евра, да речеме. Да, сега вака. Значи прво за да добијат пратка, го спомнавте, од 1000 евра, тоа што поскапи пратки, во денешно време како поминува процесот на дигитализација, се повеќе зголемена вредноста на пратката. Тука граѓаните, го спомнав, треба да си ги знаат своите права. И како правилно они да напишат, да ја направат таа процедура за утре да може да си ги земаат парите. Например, јас ако имам пратка од 1000 евра, сигурно нема да ја пуштам како обична пошта, него таа пратка треба да биде со означена вредност, треба да биде осигурана, треба да имам точно пополнети податоци, правилни податоци за испраќачот и за примачот на пратката и телефонски контакт и сите други потребни информации кои што се по поштенски правила за да може да ме добијат како Добро, како се има легално, Ева се изгубила пратката. Ева на пример ставаме вредност 1000 евра, спомнавте мобилен телефон, ќе го земам како пример. Тогаш да, доколку се изгуби пратка или се оштети пратка, има 30 поштарини, значи зависно од Тоа е оштетата, пошта добиваат од вредноста која платила за. Да, на пример ако јас пуштам 1000 евра телефон, а ставам вредност 1000 денари, тука ќе биде оштетен самиот испраќач. Затоа е толку битно колку што можат они да барат, да, имам 1000 евра телефон, ама ако јас ставам вредност дека 1000 денари, тука разликата е голема и немаат право на побуна во тој момент. Затоа е многу битно да го знаат процедурата, да, и да правилно да си ги поставуваат. А имаме ли број на поплаки, односно и оштети колку се во изминатива години? Значи има годишно тоа надменуваат, значи може би 20-30 дневно сигурно има и тоа со мала информираност.